Се наоѓаме во студиото на нашиот познат фризер и шминкен Јован Каровски. Исклучително е талентиран и неговиот талент веќе не само во Македонија, туку и надвор од границите е препознаен, бидејќи триумфираше и на интернационалниот фестивал за шминка и фризура токму во Малта и се врати со пехар и ќе раскажуваме за тие импресии од таму, но исто така ќе добреме и темата на новогодишни трендови, празниците ни се ближат, така што останете со нас за да дознаете се буквално за убавината и како да станемете уште поубави, понегувани следниот период кој што е празничен пред нас. Јован, многу ми е драго што прифати поканата да си поразговараме. Така ви благодарам, Марија, че си задоволство ми е што еве за прв пат имам можност да зборувам пред камерата на ТВ24, нели твојата емисија Неделен микс. Ми представува особено чест и задоволство што ќе имам можност да откриам многу повеќе за трендовите што следат есен зима 2025 година и за она што се случуваше во Малта и кронисвањето всушност нели новие изминати 9 години за кои успешно плови во мојата професија, а тоа е првото место во Малта. Така е, голем успех освои, навистина не е мала работа да се победи на интернационален фестивал. Раскажи ми како беше таму, што е она што тебе најголем впечаток ти освои. Нормално наградата е приматот, меѓутоа како изгледаше самиот надпревар? Така. Да представуваш сопствената нели земја на светско представува пред се одговорност, а потоа се останато. Се надпреварував, мора да признам дека конкуренцијата беше и тоа доста добра. Се надпреварував помеѓу кандидати од 21 држава, како Франција, Италија, Мароко, Турција и многу други. Се надпреварував во категоријата джуниор, дека припаѓам на фризери под 10 годишно искуство. Ова година во 2026 всушност ги прославувам тие 10 години од кога сум во оваа бранша професија. Работев на жив модел, кој нели многу доста голема одговорност и моментот кога треба да го сработиш за 20 минути тоа што ми беше зададено, инаку се надпреварува во категоријата Red Carpet, односно направивме на свечена пунџа која нели твоите, односно гледачите на твојата емисија ќе имаат можност да ги видат низ фотографиите и инсертите кои ќе следат. Секако 20 минути тоа е некако многу брзо делува за гламурозен изглед. Гламурозен изглед, да. Моделот беше жив, како што кажав, косата ми беше подготвена, само нели благи таласи кои потоа за 20 минути треба да бидат онај финален резултат, односно Red Carpet пунџа. Така, и еве спомна дека веќе 10 години се занимаваш со фризерство и со шминкањето исто така. Успехот сега доаѓа. Очигледно треба некои работи постепено да се случат, да се наредат коцките. Па еве за почеток да ги воведеме и нашите гледачи како започна приказната. Така, тоа е интересен почеток во оваа професија. Инаку имам потекнувам од Охрид и имам сестра која е 5 години поголема од мене и 2004 и 2005 нели за прв пат се појави тие големите компјутери, доколку се сеќаваш, и моите ни купија нормално еден компјутер, 2 деца и мораше некако да се направи баланс. И моите, нели, договоривме дека 2 часа денот на компјутер ќе ги поменува сестра ми, 2 јас, и тука со сестра ми направивме некој баланс, како што кажав, да нема нели забуни и расправи. И моите 2 часа ги седеше на компјутер сестра ми, во спротивно јас да ја пробам шминка и фризура од 2007-2008 веќе по завршувањето на моето основно образование се извинувам. Потоа образованието го продолжив во средното стручно училиште Имот Светина Охридски на одсекот козметички техничар. 2017 за прв пат победувам на регионалниот надпревар Hair Fair, се сеќавам, и тогаш освоив прво место и од тогаш едноставно се отвараат сите порти за мене. Заминувам во Милано, каде што престојувам во академија. Како беше во Милано? Центарот на модата. Центарот на модата, да. Таму можеби ги научив, прво видов нешто што, ќе кажам, многу посакуваат да го видат, а јас го имав таа можност ја имав само на 16-17 години да видам. Научив многу, го научив делот од колористиката, шминка пред камера, односот помеѓу нели личност и ти како уметник. Научив многу, имаше што да се види, но нели тоа само по себе си заврши, се вратив дома токму поради нели моите и од тука веќе
се запишувам на природно-математичкиот факултет, каде што сум и, сакам да кажам, при крај со студии. Исто го работам дипломскиот труд на тема поврзана со козметиката. Темата е козметички состав и микробиолошки состав на козметички препарати, пошто веќе пред година и нешто го отворам салонот тука во Скопје. Да, и преубаво изгледа, некако така убава енергија одишува самиот салон. И еве сега може да се префрлиме на трендовите. Ете малку ги воведовме гледачите, се сомневам кои не те позна, меѓутоа оние кои што сега то знаат за тебе, ги воведовме малку во твојата историја досега, а сега може да се префрлиме и за оние трендови. Ни се ближат предновогодишни и божигни празници, но и генерално кога станува збор убавината, кои се моментално трендовите за оваа есен-зима сезона? Да, периодот кој следи самите знаеме, нели се става акцент на предновогодишните и новогодишните забави, односно и оние по нова година божигните празници кои што нели секој само по себе сака да изгледа, кога ќе дојде муштеривка кажува сакам да изгледам, еве на смешка, на шала на сите клиентки ќе ги поздравам во моментов, ќе кажат направиме како елка. Најчесто овие се моменти кога можеби можеме да си дозволам да си поиграм со светки, дали тоа ќе биде златен момент, дали ќе имаме зелени бои кои што не се карактеристични за за свадба, најчесто и за останатиот, да. Трендовите, како и изминатата година и повторно на врвот е ружот, кој мислам дека и наредните неколку години нема да му има замена, нели самото нанесување на ружот дава еден сјаен на свежина кој што те прави свеж и здрав. Тука ќе превладуваат нели земјените тонови од нюд варијантата, односно кафени, капучино тонови, светли тонови, исто така се дефастите сенки за око, а најмногу што ќе стави акцент на околу новогодишните празници, односно дочегот и оние мејкап лукови, ќе се кажам и ќе се земам за право кои изгледаат прегламорозно, ќе бидат силвер тоновите, односно сребрените глитери со издолжен ајлајнер или можеби блендан. Тука спаѓаат и така доста карактеристично и автентично за ретро стил на црвениот кармин, обликуван со темно моливче за уста. Според тоа што кажуваш, сепак ги имаме трендовите, а од друга страна имаме и безвременско. И безвременско, точно, да. Дали повеќе преферираш трендови или повеќе некој класичен изглед? Мислам, она што е, како што спомнавме, таймлес, безвременско. Да, безвременското, како што и напомена ти, нели, колку и трендовите да се менуваат од ден во ден, сепак има и клиентки од, кажано, од 7 до 77. Најчесто, за жал, можеби помладата популација живее во еден филтер свет, јас го нарекувам, и знаат често пати да дојдат тука во студио да побараат нели некоја фотка од социјалните мрежи, фотографија која не може да се рекреира, да, односно бараат туѓо лице. Околу трендовите преферирам, не можам нели тренд да одбегнам, но пробувам во комуникација со моите клиентки да им кажам што всушност е убаво, што одговара на нивното око, типот на кожата и нели кои бои всушност прилегаат, да го истакнат окото, да истакнат јаболчници, каде што треба да се потенцира нели природната лепота и она што нели не му се допаѓа на клиентот да може минимално да се коригира без да се изгуби нели вистинскиот, односно самиот лик. Кога ќе се погледнеш во огледало да кажеш да таа сум јас. Тоа нема побаво чувство за секоја дама. Пред да ги покажеме и на модел овие сите трендови, овие работи кои што ги зборуваме сега, каде да ни правиме грешки, што повеќе да истакнеме, би сакала да те прашам за твојата соработка со навистина успешни балкански јавни личности, што е голем успех. На 24 години со толку познати личности соработуваш. Како е да се соработува со Неда Украден, со Елена Томашевич, но исто така и со наши врвни јавни личности? Така, сум соработувал со, може да кажам, со тек на време се појавуваат многу млади, нели, талентирани кои што младата публика ги слуша, но може слободно да се земам за право и да кажам дека сум соработувал со вистинските музички звезди од Балканот. Како што и напомена ти, тоа биле Неда Украден, Драгана Мирковиќ, Сања Долежал од Нови Фосили, Елена Томашевич и многу други, да не ги заборавам во моментов, фала им што нели сепак ми пружале прилика.
Кога станува збор околу тоа каква е сработката, нели, самата величина нивното име кажува колку ти е всушност надвор од нивните граници каде што живеат, соработувале со врвни професионалци и за мене представуваше предизвик. Може да кажам дека едно од поголемите така постресни шминкања ми биле со Не да украден, имавме некои можеби мали неусогласувања, но сепак тоа беше искуство како за неа така и за мене. И тоа е нормално, не Да, сме во разлика на години, или таа си сигурно некои своји идеи, ти други, но најважно или како што вели таа да се најдеме на пола пат. Да се најдеме, точно на пола пат. Тоа е најважно. Би сакала да те прашам и за стилот. И ти лично обрнуваш многу внимание на стилот, на убавината, се грижиш за себе, па кои се оние карактеристики во стилот до кои што се држиш? Што ти е важно? Така, ова всушност професија, нели треба, кога ќе ме видат луѓето како појава, треба нормално секогаш да изгледам средено, да всушност, иако сум премногу млад, луѓето сепак ме сваќаат онака потполно како што треба и професионално. За мојот стил, може да кажам дека стилот ми е уникатен, минималистички и секс. Па добро, може, интересно. Спомнавме дека и сигурно има многу нови млади кои што сега моментално не гледаат, сакаат да станат и тие шминкери, фризери. Која порака би им ја испратил ни? Така, во изминатите неполни за скоро 10 години се соочив со многу препреки, падови, успеси, многу нормално. Би ги посоветувал пред се да истражуваат, да веруваат, да пробуваат, нели, нормално, но всушност најубавиот дел од тоа е кога човек ќе довери, кога човек ќе се довери едноставно на тебе и да ти каже: Јован, седнувам дали ќе е на шминкерски или фризерскиот стил, како ме доживуваш ти. Всушност, сакам да кажам дека се е менливо, него најубавиот момент е кога човекот се препушти сам на себе. Можеби најголемиот успех, а тоа за тоа зборуваат нели редовните муштери колку секој ги има. Така е, и редовните муштери се многу задоволни од тебе, она што допира до мене, од мои блиски, кои што гледам дека и јас исто се шминкаме кај тебе. Кој е комплимент кој што ти значи посебно од твоите клиентки? Многу комплименти сум слушнал периодот, многу сум направила стрекни лица, тука кога влегувале во салон нели со спуштени рамена, излегувале со преголема самодоверба, полни сами себе. Најубав комплимент, онака кога го слушаме, кога ќе ви кажат, најчесто луѓето не ме споредуваат, него ја доживуваат можеби мојата близкост со оглед на тоа што нели сме едни спрема други, лице во лице. Најубаво ми е кога ќе ми кажат дека покрај тоа што се чувствуваат своји, убави, нели, и сме го постигнали успехот, дека осетиле мојата енергија. Всушност, она што јас го зрачам, тоа и најмногу ми исполнува кога ќе го слушнам од една клиентка. Така и тоа и ние, со колегата Никола кој што снима, го почувствувавме навистина едно топла атмосфера тука кај тебе во студио, а јас би можела да ти упатам еден комплимент, а тоа е дека буквално на секоја девојка различна е шминката, значи индивидуа за себе, не е по еден терк сите да ги шминкаш, и тоа е навистина уникатно. Да, мислам дека веќе е време да се разубавиме за новогодишните и пожикните празници, така што почитувани гледачи, во продолжение ќе зборуваме малку повеќе подетално за самата шминка и фризура. И еве сме во продолжението на нашето гостување кај Јован Каровски во неговото студио. Имаме преубава моделка Маја. Здраво, Маја. Здраво. Ќе видите и вие, Маја, секако почитувани гледачи, Маја ни е модел и сега ќе дискутираме за оние грешки кои ги правиме во текот на шминкањето, но и што е она што треба да потенцираме во однос на тоа, дали треба да се користат, например, четки, дали е подобро со прсти да се нанесува пудрата, еве од тоа ќе тргнам. Сите различно некако нанесуваат. Да. Голем на почеток да кажам, односно да кажам дека најголемата грешка што девојките или жените прават е на прво место изборот на производи.
најчесто не гледаат дали производот припаѓа на нивната кожа, односно дали е комбинирана, масна кожа или сува. Изборот, погрешниот избор на прво место ќе го ставам на производи, е оној кој можеби го прави најголемиот хаос во процесот на шминкањето. Прво секогаш сите треба да знаат дека нели, тоа исто кога би правел торта, дека потребно е да ги имаш трите главни состојки со кои ќе успееш да направиш тортата. Исто така и со шминкањето. На почеток најпрво е битно да се стави хидратантна крема, во зависност тоа дали е хидратантна крема за сува кожа, односно така познат сега кај помладата популација како прајмер. Најбитно е нанесувањето на прајмер, односно на заштитна бариера на кожата со цел да се подготви за понатамошниот процес. Исто така многу грешки прават при изборот на бои, дали тоа всушност знаеме дека светлите бои или тонови го истакнуваат окото, а темните доколку сакаме да постигнеме некој фоксија, односно тие закосени мачкасти познати очи. Второ, секогаш нанесуваат маскара на врвот на трепавиците, а тоа не е всушност правилно, затоа што за извесен период нанесената маскара привиснува и самата прави тежина на трепките и со тоа нели го имаме ефектот на паннати. Затоа секогаш апелирам, односно им кажувам на моите клиентки, барем кога го прават тоа, дали ќе биде за работа, дали ќе биде за кафе или мол, не е битно. Нанесувањето на маскарата треба да биде од коренот на вегите па нагоре. А дали треба на долните трепки да се става маскара или не? И тоа е дискусија. Да, дискусија. Секогаш е различно. Најчесто јас не преферирам, мојот стил на шминкање е нежен, препознатлив сум и нели под таа шминка. Тоа е по желба и всушност што сакаш всушност да постигнеш. Второ е нанесувањето на нели ружот, кој најчесто многу од девојките и од жените прават. Ружот всушност ја дава свежината на кожата, но и нели го истакнува покрај контурите, се нанесува за еден вид и за истакнување на јаболчниците, односно народски кажано брвчињата кога сакаме да не бидат црвени. Ружот според форма на лицето, доколку имаме овално лице, ружот го нанесуваме од средината, односно на слепочницата и со благи кружни движења, познато како блендирање сега моментално и актуелно, спрема слепочница. Значи образот спрема слепочницата. Второ, нанесувањето на кармин. Карминот секогаш треба да биде треба да биде во тонови кои што нели знаеме самата уста, на малечка уста, односно на неполни усни, седат кармини од типот на нюд варијанти, кои што нели покафени, односно нюд варијанти, затоа што нюдот се поделени на светли подтонови и тонови, односно најкафеавото. Со тоа што се исцртува горниот, се исцртува над усните, потоа со блендање се нанесува кармин од страните, а во средината се става сјај со цел да се добие оној волуменозен изглед. А еве, например, јас исто имам големи усни. Ја многу ги сакам оние нијанси на вино, на така под цреша, бои. Да, и дали се тоа правилно или не? Правилно ќе биде доколку се нанесе потемна основа, односно да се исцрта устата. Доколку се нанесе само кармин, ќе направи како разлеаност и нема да се постигне ефектот на полни усни. Да, на полни усни. Добро, одлично. Тука имаме модел со зрела кожа, накратко нели интерес и корист на времето, ќе направиме едни кратки смоки ај са дневна, еве нека биде новогодишна журка, со оглед на тоа што е многу се актуелни овој период сега, пред новогодишните денски забави. Токму затоа нели во овој период го направиме интервјуто. Но сепак ето таа женственост и зборевме за трендовите, но сепак таа женственост нели треба да се задржи. А јас искрено Јован многу ги сакам и светките, така што исто тоа некој знаат да ми видат слаба страна, како што ти напоменав на почетокот во интервјуто, преферирам да нанесам секогаш на почетокот, односно на кореното докцето блиску носето по седефасти сенки со цел да ми дадат и да ми го отворат, односно да ми дадат сјај на окото, со тоа што во овој дел кај нашиот денешен модел нанесивме светла кафена основа, еден вид на база, подлога, после тоа затемнив со многу малку кафена нијанса за да добијам длабочина и на крај нанесив многу малку темно со цел да
нели го добијам тој ефект на издолжено око, односно смоки ај техника, а напред нанесев некои си златни сенки. Како што кажав во нели корист на времето ќе нанесеме и нежни вештачки трапавици со цел да ми биде поефективно извлечењето на око. А повеќе преферираш на пример ајлайнер или смоки ај, или тоа зависи од окото? Да, во зависност од самото око, доколку клиентката нели побара смоки ај, имаме спуштен капак, тогаш преферирам да ја работам таа техника со најсветлите кафени тонови со цел да го подигнам капакот, но да го постигнам она што го посакувам штривката и нели техничкиот аспект да изгледа прилово сработен. А во однос на фризурата? Што е ова година ќе бидат повторно се враќаме нели на ретро. Оваа година доста се актуелни шишањата на степени со сами шпицеви да паѓаат на самото лице. Актуелни се доста и барани Холивуд таласи, волуминозни таласи, фенирање на четки. Исто така се актуелни залежани, односно прилепени сами пунџи или моментално познати како кок варијанти. Да, поелегантни. Поелегантни, да. Баш за овој период. Таман за одличен црвен кармин. Па одлично, ете кога сме ка кармините, исто зависи нели дали мад, дали сјај, тоа и од самата клиентка, да. Кој што повеќе преферира. Ете Маја навистина приубаво ја нашминка, па ќе им прикажеме на гледачите како всушност изгледа тоа. Јова, многу ти благодарам за ова приубаво корисно интервју. Се надам дека и на нашите гледачи ќе им се допадне. Ти благодарам и тебе, ми беше навистина огромна чест и задоволство од тебе за прв пат, како што ја поменав на почетокот. Имав можност да зборувам пред вашата камера за она што е тренд и за мојот успех. И секако за крај сакам да им порачам на сите гледачи, ние сме тука да ги разубавиме фризерите и шминкерите, но најбитно е кога си свој, се сакаме и шириме љубов. Така, апсолутно.